Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. На самиот почеток да проследиме дел од главните настани на денот. Познатите невропсихијатри со штипско потекло, доктор Чепреганов и доктор Врчаковски, денес во Штип одржаа предавање за превенирањето, раното диагностицирање и лекување на болестите епилепсија и дискус хернија. Револт на оризо производителите денес резултираше со едночасовен прекин на магистралниот пат Штип-Кочани. Рекордно ниски цени на свинското месо во Македонија, една од причините за затварањето на рускиот пазар. Петстотини невработени лица кои имаат завршено средно или високо образование ќе имаат можност да стекнат практично искуство во работни услови во приватните компании. Од денес стартува огласот за мерката практиканство на младите невработени лица. За практиканство во приватни компании од денес имаат можност да аплицираат сите млади невработени лица кои имаат завршено средно или високо образование. 500 од нив ќе се стекнат со практично искуство во работни услови во приватните компании во период од 3 до 6 месеци. Оваа мерка е дел од годинешниот оперативен план за активни мерки и политики за вработување, е дел од 15 мерки за најразлични видови на обуки кои што ги нудиме оваа година за невработените лица. Преку мерката практиканство, младите невработени лица можат да се стекнат со практично искуство во работни услови во приватните компании во период од 3 до 6 месеци. Огласот се објавува за 500 невработени млади лица. Исто така, секој од заинтересираните приватни компании можат да аплицираат на истиот. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека досега преку практиканство се ангажирани над 2500 млади лица, од кои 1315 се вработени. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Владко Поповски, наведе дека со оваа мерка компаниите се слободни и можат да изберат лицето кое тие го сметаат за најкомпетентно, кое може да биде и во завршни години на факултет, да го земат на практична работа, со тоа што треба да поедат во Агенцијата за вработување на Република Македонија и да го пријават договорот кој го склучуваат со невработеното лице. Минатата година мерката практиканство ја искористиле 980 практиканти, од кои 208 се во работен однос, а дел од нив преговараат за вработување во компаниите. Компаниите пак се задолжени да го исплатат надоместокот за доаѓање на практична работа, а практикант едно лице може да биде само еднаш во животот. Членовите на Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато од Кочани денеска во периодот од 11 до 12 часот повторно излегоа на протест и ја блокираа едната коловозна лента на патот Кочани-Штип. Протестот е поради незадоволството од откупната цена на белиот ориз и оризовата арпа. За разлика од претходниот, денешниот протест помина без контрапротест од нивните колеги. Оризопроизводителите од Кочанско повторно на протест го искажаа незадоволството од откупната цена на белиот ориз и оризовата арпа и бараат надминување на состојбите со откупот пред стартот на пролетната сеидба на оризовата култура. Велат дека министерот за земјоделство Цветков останал глув на нивните барања. Го поканивме тој со неговите советници и стручни соработници да биде присутен на теренот, да ја согледа суштината на проблемот. Суштината на проблемот. И ние од него побаравме неговото излагање есента пред жетва да го исполни ветувањето. 25 арпата со 50 белиот. Ништо повеќе, ни бараме 30 на арпата, ни бараме 70 на белиот. Цената на турските семиња се движи 35 денари по кило бел, а 40 на Сан Андрејата. Нашите кочански површини се посејани од 80 до 90% со турски семиња. Вината за случувањата во оризопроизводството производителите ја бараат во турската фирма откупувач на ориз Левидиагро, која што, како што велат протестантите, не им го откупува оризот. Бараат од владата интервентен откуп на оризот за државни резерви.
Минатиот протест што се одржа пред 10 дена во Облешево беше проследен и со контрапротест на оризопроизводителите, кои пак напротив сметаат дека субвенциите и политиката на владата се доволно стимулативни и во многу им помагаат на производителите. Тие тогаш истакнаа дека главен виновник за високата цена на оризот и оризовата арпа не е актуелната влада, туку дека цената ја диктира пазарот. Инаку, за време на протестот немаше блокада на патниот правец Кочани-Штип, туку сообраќајот се одвиваше по едната коловозна лента во присуство на полициски службеници од полициската станица Кочани. Увозното ефтино свинско месо и долготрајната блокада на рускиот пазар предизвика рекордно ниска цена на свинското месо, каква што сточарите не паметат. Производната цена на килограм свинско месо е далеку повисока од продажната цена. Државните субвенции го ублажуваат, но не го решаваат проблемот на сточарите. Свинското месо во Македонија достигнува рекордно ниски цени. Затворениот руски пазар создаде огромни вишоци на свинско месо во цела Европа, што резултираше со поевтинување на месото не само кај нас, туку и во поширокиот регион. Вообичаено овој период цената на свинското паѓа и заради актуелните великденски пости. Моментално, килограм жива мера за товеници од 95 до 115 килограми е 65 денари. Свињите од 120 до 150 килограми се откупуваат за 55 денари, а останатото за 50 денари килограм. Тие са толку минимални цени, што, например, производната цена на еден товарник е 84 динара, а ние ја продаваме за 65. Значи, правиме негативна разлика од 190 денара по килограм. И тоа е во континуитет веќе неколку месеци, што е најстрашното. Владата со дополнителни субвенции по 1000 денари плюс за гоеници со тежина над 120 килограми ќе ја ублажува состојбата. Целта е да им се помогне на сточарите да го преживеат периодот во кој откупните цени се многу пониски од производната цена на месото. Оваа година е катастрофа. Фактички, што да ви кажам? Имам 20 прасиња, ја ги направија по 35-40 кг, никој не ги зим. Па реална цена, например, да речеме, па нека биде по 150 денара за прасињата, а оние нека бидат по 100 денари, например, да излезеш на крај, а вака шо? Не е само свинското месо со дампинг цени. Вишокот храна која до пред неколку месеци завршуваше на рускиот пазар, од октомври наваму предизвикува пат на цената на свинското и јагнешкото месо, на јајцата, млекото и житарките. Алтернатива на рускиот пазар за македонските прехранбени производи е кинескиот, кој е отворен за соработка, но извозот таму е пропратен со други проблеми. Ги имаме сите документи за извоз во Кина. Меѓутоа, нашите количини се толку мали, што навистина само транспортот ние не можеме да го организираме и не може да обезбедиме такви количини да се исплате транспорт и да се исплате таа соработка. Инаку сите потребни документи ги имаме и дозволи за извоз во Кина. Во пресрет на великденските празници, она што е проблем за сточарите ќе биде добра вест за потрошувачите. Сегашните ниски цени на свинското и јагнешкото месо најверојатно до Великден и 1 мај ќе бидат уште пониски. Поплавите од пред 2 недели предизвика огромни штети на земјоделските површини во повеќе делови од истокот. Во село Аргулица, Карбинско, над 50 хектари плодно земјиште претрпе штета од излевањето на река Брегалница. Целосно уништени се околу 10 хектари со овошни насади на земјоделската задруга Овоштар. Огромни штети во атарот на село Аргулица предизвика пред 2 недели последното излевање на река Брегалница. Над 50 хектари плодно земјиште, од кое 10 хектари овошни насади, се целосно уништени од најдодената вода, која повеќе од 1 недела не се повлече. На овие површини ние одледуваме производство на овошни садници, меѓутоа ова година моравме да се дислоцираме од ова место затоа што имаме многу излевање на реката тука и ни прави проблеми. За овој проблем повеќе пати имаат апелирано до надлежните, но од таму се уште немаат излезено со конкретно решение. Ситуацијата е малку покритична, ќе пробаме да тоа го направиме малку поофицијално, затоа што постои шанси да и далековод еден кој иде према Аргулица, значи на потегот Крупиште Аргулица, тој далековод може да биде на наредното излевање може да биде срушен, затоа што многу големи штети ќе направи наредното изливање на реката Брегалница доколку се случи тоа, затоа што веќе течението ќе се смени директно на лице место кај што се наоѓа трафостаницата и далеководот.
Земјоделската задруга Овоштар има над 460 хектари со овошни насади во село Аргулица. Оваа година, освен вишни, јаболка и сливи, ќе започнат со одгледување на лозови насади. Заменик министерот за земјоделие Љупчо Николовски обвини за неправилна распределба на земјоделско земјиште во повеќе места во источниот регион. Ние имаме направено првина анализа на тоа како државното земјоделско земјиште е доделено вклучително и во Делчево и како и за она што го правиме во цела Македонија многу наскоро ќе продолжиме да оваа вистина ја објавиме до крај. Потврдуваат нашите информации, факти, аргументи, документи дека владини представници, локални моќници, локални раководители, началници, председатели на комитети располагаат со државната земја во општина Делчево. Сигурно дека доколку имаме еден транспарентен однос и од страна на платежната агенција и доколку одговара на нашите барања, но не само и на нас, туку и на целокупната македонска јавност, ќе се разоткрие овој целосен систем на тоа како се доделувани и земјоделските субвенции. Предавање посветено на епилепсијата и дискус хернија денес приредија познатите невропсихијатри со штипско потекло доктор Чепреганов и доктор Врачаковски. Превенирањето, раното диагностицирање и лекување беа целите за предавањето преку кои се информира граѓаните. Во Штип предавање во врска за епилепсијата и дискус хернијата одржаа познатите невропсихијатри доктор Методи Чепреганов и Миодраг Врачаковски. Целта на предавањето е што повеќе граѓаните да се информираат за овие две заболувања и начините на нивно превенирање и лекување. Во Македонија, во светот има некаде околу 60 милиона, плюс минус 5%, а во Македонија немаме статистика точна, али целам дека е некаде околу 20.000 плюс минус 5%. Во источниот регион заболени од епилепсија се над 3500 пациенти, додека специјалистот, невролог и радиолог доктор Врчаковски предаваше за дискус хернијата, за која вели дека е честа и болна состојба. 50% од жителите на планетата Земја всушност боледуваат од таа болест или имале блиска средба токму со неа. Поентата ми е да објаснам кои се диагностичките протоколи, да ја потенцирам улогата на компјутеризираната томографија и магнетната резонанца во диагностицирање токму на дискус херниите. Тој исто така ги презентираше и новите методи околу третманот на оваа болест. Не секоја лумбална болка, не секоја дискус хернија веднаш мора да оди на снимање, на диагностицирање. Стратегијата сега светска е секогаш да се почне со конзервативна терапија, медикаментозна. Ако таа не се покаже успешна во период од 1 месец, тогаш би требале да се ориентираме кон некој од диагностичките методи, кон компјутеризирана томографија или кон магнетна резонанца. И специјално сакам да кажам дека луѓето некако ја потценуваат компјутеризираната томографија, која всушност е магарето за работа. Тоа е првата метода која би требале да ја примениме кога станува збор за дискус херни. Зошто? Затоа што е многу брза, снимањето трае 1 минута, веднаш ја имаме диагнозата и тоа е всушност логиката која треба да не се следи. Доктор Врачаковски препорачува пациентите да имаат трпение, да не прават веднаш снимање, да се консултираат со матичниот лекар и да се лекуваат конзервативно. Исто така, тој истакна дека не постојат никакви штети од магнетната резонанца. Отворени денови со невработените и работодавачите во Центарот за вработување во Берово. Целта е да се запознаат невработените и работодавачите со активните мерки на Агенцијата за вработување и да им се презентира на работодавачите онлайн порталот на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Отворени денови со невработените лица и работодавачите се одржа денес во Центарот за вработување во Берово. Целта е да се запознаат со условите и мерките за вработување кои им се нудат на активните баратели на работа, но и кои услуги ги нуди интернет порталот на Агенцијата за вработување за работодавачите и кои се неговите предности.
Цел е запознавање со активните мерки и запознавање и на работодавачите и на невработените лица со критериумите кои што треба да бидат задоволени за да можат да се вклучат и да аплицираат по одредена активна мерка. Целта на денешниот форум со работодавачи е да ги запознаеме најмногу со онлайн услугите кои што ги нуди Агенцијата за вработување, се со цел да им го презентираме упатството како да се најават, како да ги користат тие онлайн услуги, како да распишат еден оглас за вработување, како да реализираат едно вработување или одјава на работно место. Раководителката на Центарот за вработување во Оберово потенцираше дека рокот за аплицирање по мерката Македонија вработува и до 14 април. Сакам да нагласам и да ги повикам сите работодавачи кои што се заинтересирани да ги искористат поволностите по проектот Македонија вработува, тоа да го сторат во деновиве и најкасно до 14.4.2016 година. Инаку во Центарот за вработување во Оберово има регистрирано 2178 невработени лица од Пехчево и Берово. Од нив 1647 се активни баратели на работа, а 711 се пасивни баратели на работа. Најголема заинтересираност од невработените лица има по мерката за добивање на сертификати, поднесени се околу 30 апликации, а кај работодавачите најголем интерес има по мерката за субвенционирано вработување. Сите ученици и вработени евакуирани, 4 повредени, од кои 2 потешко, е билансот од тактичко показната вежба симулација на земјотрес, што е спроведе основното училиште Синиша Стоилов Зрновци во соработка со противпожарната единица од Кочани, Црвениот крст и полицијата. Истата е дел од проектот за подигнување на подготвеноста на учениците и персоналот за справување со елементарни непогоди. Сите ученици се евакуирани, без случај на тројца ученици. Значи не знаеме каде се наоѓаат и не знаеме со какви повреди. 4 повредени, од кои 2 потешко, е билансот од успешно спроведената тактичко показна вежба симулација на земјотрес и евакуирање на учениците и вработените при елементарни непогоди. Истата е дел од наставната програма на учениците и проверка на училиштето и персоналот за организирање и планско постапување во случај на итна ситуација и нивниот капацитет за спроведување на оперативните мерки и активности. Освен Црвениот крст, брзо реагираа и противпожарната служба, идната медицинска помош и полицијата, така што децата и повредените беа брзо евакуирани. Во 10:35 примивме дојава од страна на директорката на училиштето. Веднаш е пристапено со 2 противпожарни возила и 8 пожарникара. Веднаш пристапивме на евакуација на самите лица. Самиот земјотрес зафати 4 лица кои беа повредени. Имавме повреди од типот исекотина на подколеница, скршеница на подлактица, а лице со клиничка смрт и еден од професорите кој имаше паничен напад, со мали грботини. На крајот вежбата беше оценета како доста успешна и беше заклучено дека училиштето и службите се подготвени при вакви и слични ситуации. Можам да констатирам дека е успешна и сакам водно да се заблагодарам до сите кои дадоа поддршка и учествуваа во оваа акција и да кажам дека оваа акција е од исклучителна важност за нас, бидејќи безбедноста на учениците и на вработените е на прво место. Тактичко показната вежба е дел од заедничките проектни активности на Министерството за образование и наука, Општината Зрновци, противпожарната единица на Кочани, Црвениот крст и полицијата за подигнување на подготвеноста на учениците и персоналот за справување со елементарни непогоди. Најмалку тројца од луѓето што биле вклучени во терористичките напади во Брисел на 22 март поминале преку грчкиот остров Лерос и Атина. 2 од нив се вратиле во Европа од Сирија преку Лерос на 20 септември, а третиот на 23 јули дошол во Грција со авион од Италија. Нивното присуство во Грција било потврдено по истрагата спроведена од грчките власти, по барање на колегите од Белгија. Според извештаите, 2 мажи што дошле преку грчкиот остров Лерос имале сиријски пасоши и биле соработници на Салах Абдеслам,
кој е во притвор во Белгија за неговата улога во нападите во Париз од ноември минатата година. Белгиските обвинители ослободија едно лице осомничено за поврзаност со минатонеделните бомбашки напади во Брисел, во кои загина околу 35 луѓе. Лицето било задржано 2 дена по нападите, но белгиското обвинителство соопшти дека немало доволно информации за да го продолжи неговиот притвор. Овој потек ги интензивира сомневањата во способноста на белгиските служби за безбедност и за спроведување на законот во врска со терористичките закани. Турскиот претседател Реджеп Таип Ердоган денеска заминува во 5-дневна посета на САД. Целта на посетата е средба на врвот, која ќе започне во петок по повод нуклеарната безбедност во светот. Во САД Ердоган ќе оствари неколку средби, вклучувајќи и средбата со лидерите на еврејските организации и ќе го посети турско-американскиот културен центар во Мериленд, направен со поддршка на Турција. За сега не е познато дали турскиот претседател ќе оствари средба со американскиот претседател Барак Обама. Освоено трето и четврто место е успехот кој го постигнаа младите кошаркари при Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи од Македонска Каменица, кои беа дел од државното првенство во кошарка заедно со уште 6 други училишта. Прво игравме регионално, ги совладавме екипата на Кочани, потоа ја совладавме екипата на Куманово и отидовме на државно. Ги совладавме екипите на Ѓорѓе Пулевски и екипата на Јосип Броз Тито од Струга, а подоцна игравме со екипата на Лазо, каде што среќата не послужи и изгубивме таа утакмица, а во сабота игравме со екипата на Ѓорѓе Пулевски од Скопје за трето место, каде што повторно изгубивме и си дојдовме со четврто место дома. Освен овој успех, двајца млади кошаркари од ова училиште ќе бидат дел од кошаркарскиот камп кој ќе биде во организација на Македонската кошаркарска федерација. Уште еднаш да кажеме дека со овие резултати и имаме пофалба на 12 наши ученика што ќе одат на камп организиран од државата за унапредување и што подобри резултати. Пред се, прво сакам да се заблагодарам на нашиот директор, на господинот Димче Атанасовски, исто така и на градоначалникот на општината Македонска Каменица, што секогаш ни помагаат во спортот, во училишниот спорт и се залагаат заедно со нас за што повеќе ученици да учествуваат во овие спортови. За градоначалникот на општината Дарко Митевски, овој успех на младите кошаркари ќе биде награден од општината, а воедно општината за поголеми спортски дострели ќе набави нова спортска опрема и реквизити. Оние ученици кои што имаат освоено трето место ќе бидат привилегирани при добивањето на ученичките стипендии, додека за менторите согласно правилникот и таму имаме определена стимулација за постигнување на подобри резултати. Она што го ветивме е дека ќе работиме на подобрување на условите во спортската сала и секако мотивација на учениците за да учествуваат во колективни и во индивидуални спортови. Инаку општината Македонска Каменица деновиве започнува со подготовка на проектната документација за реконструкција на подот во спортската сала во основното училиште, како и со низ за други проекти кои ќе допринесат за развој на спортот во Македонска Каменица. Синоќ се одигра предпоследното 10-то коло во рамки на спортските игри во мал фудбал кои се играат во салата Македонски бранители во Берово. Правопласираните екипи на банки, пошти, бензински пумпи и угостителски работници забележаа нови победи. Тимот на угостителски работници со 2-0 го совлада тимот на полициската станица, додека банки, пошти и бензински пумпи беа поуспешни од Жито Малеш и го поразија со високи 5:0. Во останатите надпревари, Сдруженијето на приватни фирми со службен резултат 3:0 го доби тимот на гранична полиција. Тимот на таксисти загуби убедливо тимот на јавно претпријатие и услуга со 1:5, додека последниот надпревар помеѓу екипите на Фагос и Арама заврши со резултат 1:2. Последното 11-то коло се игра в петок, коло кое ќе биде вистинско уживање за присутните, бидејќи се игра дерби надпреварот помеѓу екипите на банки, пошти и бензински пумпи и угостителски работници, кои ќе го играат меѓуседниот меч во последниот надпревар од игрите, со што ќе се знае победникот на спортските игри во мал фудбал во Берово. По сите предвидени содржини за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија, ми преостанува уште да ви се заблагодарам за вниманието и да ви посакам пријатна вечер со програмата која следи.